Скопјани ќе го видат новиот Луна парк, но само во 3D презентација. Наредната недела скопскиот градоначалник ќе покаже како би изгледал проектот кој никако да почне да го реализира. Како ќе изгледа новиот Луна парк, градоначалникот рече дека ќе дознаеме наскоро. Ќе биде презентирана студијата за забавниот тематски парк, нешто што нема во радиус од околу 250-300 километри од Скопје, така што очекувам дека истиот и ќе стане туристичка атракција и сериозно ќе го помогне и економскиот развој на нашиот град, бидејќи како што веќе напоменав, такво нешто што очекувам дека ќе биде многу брзо завршено, ќе ги поведеме соодветните постапки после презентацијата на студијата, ќе биде нешто со што скопјани ќе се гордеат. Ако се суди според најавите на градските власти, се изгледа дека забавниот парк ќе биде пуштен во употреба веќе од средината на 2020 година. Шилегов е сигурен дека веќе нема да губи време и замислата ќе стане реалност. Зошто се чека толку време, градоначалникот рече дека не сака да импровизира, зашто било потребно време за проектот квалитетно да се сработи. Не сакам да правам импровизирани чекори никогаш. Реков, оваа студија која што ќе видите колку е темелно сработена, во неја се предвидени бројот на луѓе кои што гравитираат, вкупниот број, нивната оддалеченост, калкулацијата целосна, нешто што ќе може да го видите во вторник и ќе разберете зошто до сега се чекало. Тоа не се едноставни работи кои што се прават, ако сакавме да импровизираме, ние можеме да продолжиме со постојниот проект, меѓутоа нити градот ќе добиеше нешто, нити градот ќе добиеше нешто, само ќе ги потрошевме буџетските пари. Луна паркот веќе неколку години не функционира. Градот под раководство на Коце Трајановски прво бараше приватен инвеститор, а откако не најде, реши самостојно да го обнови, зашто веќе имаше и проект. По доаѓањето на Петре Шилегов активностите беа запрени и процедурата вратена на почеток. Сега вети дека работите тргнале од мртва точка и дека таму активно се работи. Во меѓувреме скопјани се забавуваат на адреналинскиот забавен парк, поставен кај спортскиот центар Борис Трајковски, но само привремено.